Време за најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се случуваше денеска и што беше актуално, ќе погледнете веднаш по настаните. Јас сум Катерина Нацева, останете со нас. Со 12 гласа за и 8 воздржани, советниците изгласаа на 15 октомври да има референдум во општина Велес. Меѓународен собир на тема процеси на културна интерференција се одржа во Неготино. Истражувањето на Евробарометарот покажа дека македонците најмалку веруваат во полицијата. Советниците на вчерашната седница на Советот на општина Велес по неколку часовна расправа изгласаа референдумско изјаснување да има и во Велес. Истиот треба да се спроведе заедно со локалните избори на 15 октомври. Советниците на СДСМ и коалицијата поднесоа амандман со кој бараат референдумското изјаснување да биде во друг ден, нагласувајќи дека според нив не е во ред во еден ден да се гласа за две суштински работи. Откако амандманот не беше прифатен и започна расправа по предлог точката за референдум, советниците на СДСМ се изјаснија воздржано. Со 12 гласа за и 8 воздржани, советниците на 74-та седница на Советот на општина Велес го поддржаа барањето на советникот Александар Колев за организирање на референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Велес. Очигледни беа различните ставови помеѓу советниците на власт и опозицијата. Дебатата најмногу беше околу потребата на референдумското изјаснување, но и денот кога истиот ќе се одржи. Мислам дека непотребно го оптоваруваме денот на гласањето, 15 октомври, за локалните избори, со дополнително прашање на кое што треба граѓаните да се изјаснат. Како коалиција, како политички партии, понудивме решение во кое што баравме да граѓаните се изјаснат во два различни дена за две сосема различни прашања. Тоа, за жал, од мнозинството на советници не беше прифатено. Од тие причини, како советник и член на Советот на општина Велес, не можам и нема да гласам позитивно односно одлуката за распишување на референдум кој што третира вакво прашање. Подносителот на барањето за референдумско изјаснување, советникот Александар Колев, како мотив го имал акцискиот план за интеграција на бегалци и странци за период 2017-2027 година, што всушност е дел од Националната стратегија за интеграција на бегалци и странци на Министерството за труд и социјална политика. За Колев, 15 октомври е идеален датум за референдумско изјаснување, водејќи се пред се од економичното работење. Да се надоврзам на тоа дека Европа очекува нов бран на бегалци и дека, например, држава која што е членка на Европска унија и е поизложена на налетот на бегалците, може би во некоја прва фаза, е Република Бугарија, која што деновиве гради, може би веќе ја изгради, на незината граница со Турција, ограда во должина од месечини 270 километри, за да спречи наплив на бегалци кој што очекува дека ќе се случи во периодот кој што следи. Треба ли да бидеме слепи на сето ова што се случува? Треба ли да потенцирам дека дополнително 4 држави кои што ги спомнав претходно, така наречена Вишеградска група, Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, најавија државни референдуми на оваа тема. Државни референдуми кај што граѓаните ќе се изјаснат дали ќе прифатат вдомување на бегалци.
На поставеното референдумско прашање, дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Велес, граѓаните со право на глас ке се изјаснуваат со заокружување на еден од двата понудени одговори, за или против. Советниците на ВМРО ДПМН застанаа зад барањата на граѓаните за референдумско изјаснување, додека советниците на СДСМ зад лошата политика на Заев и Царовска, рече на денешната пресконференција Живе Катранџиев од ВМРО ДПМН. На 15 октомври велешани ќе имаат можност сами да го дадат одговорот дали се за стратегијата за интеграција на бегалци и странци на владата на СДСМ, рече денеска на пресконференција советникот Живе Катранџиев. Тој нагласи дека одлуката на Советот да се распише референдум по ова прашање е токму одговор на барањето на велешани. Граѓаните сакаат тие, а не некој друг, да одлучуваат дали на територијата на општина Велес ќе се дозволи населување на мигранти. Граѓаните сакаат тие, а не Зоран Заев и СДС, да одлучуваат дали ќе се дозволи во Велес да се спроведува стратегијата на владата за вдомување, вработување, бесплатно образование и здравство и социјална заштита за мигрантите. Никој не смее зад грб на велешани да кова стратегии со сериозни демографски, социоекономски и безбедносни ризици за граѓаните, вели Катранџиев. Според него, советниците на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН застанале зад барањето на граѓаните. Наспроти, оние од СДСМ, кои гласајќи воздржано, ги поддржале лошите политики на Заев и Царовска. СДС се воздржа да ги заштити граѓаните на Велес од нов бран на мигранти. СДС се воздржа да ја заштити безбедноста и сигурноста на граѓаните. СДС се воздржа да ја заштити демографската структура на Велес. СДС се воздржа да ги заштити работните места на работниците од Велес. Конечно, СДС не даде поддршка на граѓаните да можат самостојно да одлучуваат дали на територијата на општина Велес ќе се населуваат бегалци и мигранти. Референдумот закажан за 15 октомври ќе биде со обврзувачки карактер и ќе значи дека резултатите од него мора да ги почитуваат представниците на локалната и на централната власт, вели Катранџиев. Општинската организација на СДСМ Велес очекува исправање на неправдата со хотелот Врановци. На пресконференција Маријан Јорданов напомена дека според нив поднесената кривична пријава против градоначалникот е доказ дека Македонија станува правна држава. Од општина Велес со писмена реакција во која стои: денешната пресконференција на СДСМ е доказ за политичката хајка против градоначалникот. Поднесената кривична пријава против градоначалникот на Велес за општинската организација на СДСМ било доказ дека Македонија станува правна држава и секој кој се огрешил пред законот ќе одговара. Од СДСМ очекуваат целосно расветлување на случајот со отстапување на хотелот Врановци на општина Чашка. Долго време СДСМ и граѓаните водеа правна битка за интересот на граѓаните и се обидуваа да докажат дека давањето на хотелот во Врановци на општина Чашка е противзаконски чин и спротивно на одредбите на деловникот за работа на Советот на општина Велес. Законите важат за сите подеднакво. Македонија конечно станува правна држава и секој оној кој ги прекршил законите ќе мора да одговара. Затоа очекуваме целосно расветлување на овој случај и исправање на правдата за хотелот во Врановци. На пресконференцијата реагираат од општина Велес. Во писмената реакција оттаму наведуваат дека денешната пресконференција на СДСМ е уште еден доказ за, како што тие велат, политичката хајка против градоначалникот Чадиев. Во овој прогон директно се вклучи Министерството за внатрешни работи преку секторот за внатрешни работи од Велес. Со вчерашниот настап тие се ставија во улога на прес-служба на СДСМ. Општина Велес најостро ги осудува нападите за дискредитација на работата на градоначалникот Славчо Чадиев, без при тоа МВР да ја почитува презумпцијата на невиност при објавување на кривична пријава. Стои во писмениот допис. За целиот случај, од општина Велес велат дека писмено се известени амбасадите на САД, Велика Британија, Франција, Германија, Русија, Словачка и Канцеларијата на Европската Унија во Скопје.
Неготино е загадено како никогаш досега. Контейнери полни со смет се секојдневна гледка во нашиот град, обвинија од општинската организација СДСМ Неготино. Тие велат дека продолжуваат со серијата пресконференции за сите проекти кои не биле реализирани, а биле ветени во изборната програма на градоначалникот Ванчо Апостолов во 2013 година. Општинската организација на СДСМ од Неготино продолжуваат со пресконференции за, како што велат тие, нереализираните проекти на градоначалникот Ванчо Апостолов и партијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино. Денешниот прес беше за ветениот проект на локалната власт Чисто и зелено Неготино. Со овој проект се предвидувало најмалку 2 пати во годината да се обезбеди материјал за пошумување, како и потребна механизација за чистење на речните корита во градот. Денес сме точно пред хејот на реката во нашиот град. И состојбата која овде е присутна, можете да ја забележите. Ова што денес овде го гледам е доказ дека години наназад ништо не е превземено за чистење на оваа речно корито. Жителите кои живеат во овој предел на градот се сведоци за непријатната миризба која се шири овде. Почитувани граѓани, Општина Неготино во изминатиот период не превзема никакви мерки за подобрување на оваа состојба, која не само што е лоша слика за гледање, туку и потенцијален извор на заразни болести. Јавното комунално предпријатие Комуналец од Неготино, кое во моментот брои повеќе од 110 вработени, досега не покажа волја да превземе било каква активност за санирање и расчистување на просторот. Не само што не добивме чисто и зелено Неготино, туку нашиот град моментално е загаден како никогаш досега. Контејнерите полни со смет се секојдневната гледка во нашиот град. Улиците не се ни метата, камоли да зборуваме за перење, обвинуваат од Неготинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Изминативе 3 дена во Неготино се одржа меѓународен собир на тема процеси на културна, односно Балканот меѓу Истокот и Западот. Настанот го организираше Институтот за старословенска култура од Прилеп, а беа присутни повеќе од 40 научници и научни работници од неколку земји, меѓу кои етнолози, археолози, историчари на уметноста, историчари, лингвисти и многу други. Меѓународен научен собир на тема процеси на културната интерференција Балканот помеѓу Истокот и Западот изминативе 3 дена се одржа во Неготино. Магистар асистент Александар Василевски, истражувач при јавната научна установа Институт за старословенска култура од Прилеп, изрази задоволство што институтот го одржа овој собир заедно со соработниците од Институтот за словенска филологија при Универзитетот Адам Мискиевич од Полска. Домаќини сме на повеќе од 40 научници и научни работници кои што се од неколку земји. Имаме гости од Бугарија, од Полска, пријателите, и мислам дека барем до сегашното одржување на научниот собир е успешно. Распоредени се излагањата во неколку сесии на различни теми, бидејќи нашата институција самата по себе, по својот карактер е интердисциплинарна. На научниот собир присуствуваа етнолози, археолози, историчари на уметноста, историчари, лингвисти и други, а настанот се одржа во конаците на манастирот Свети Ѓорги во Неготино. Со сето ова ќе помогнеме за научно напредување односно напредување на научната мисла, кое што се однесува на процесите на мешање на културите, кое што е толку актуелно во денешницата која што е живееме. Јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп е основана на 15 јули 1979 година. Со својата научно-истражувачка дејност од областа на општествените и хуманистичките науки, институтот уште во самиот почеток станал познат научен центар за мултидисциплинарно проучување на културната историја на македонскиот народ во контекст на целокупното словенско културно-историско милје.
На само 2 дена пред истекот на рокот за поднесување кандидатски листи за локалните избори 2017, до општинските изборни комисии почнале да пристигнуваат независни кандидатури за градоначалници и листи на кандидати за советници од група избирачи, информираат од Државната изборна комисија. Политичките партии се уште не поднеле кандидатури за градоначалници и листи за советници, изјави портпаролот на ДИК Љупка Гугечевска. Партиите веќе јавно ги соопштија поголем дел од кандидатите за градоначалници на предстојните избори закажани за 15 октомври. Следуваат вести од Македонија. Истражувањето на Евробарометар покажува дека македонската полиција во споредба со полициите на земјите членки на Европската унија и државите кандидати за членство има најмала доверба кај своите граѓани. Доверба во полицијата има 34% од македонците, додека 61% не и веруваат. Најголема доверба во полицијата имаат финците со 95%, данците 93% и швеѓаните со 87%. По Македонија, најмала доверба во полицијата има Словачка со 43%, Бугарија со 44%, Црна Гора со 47% и Србија со 48%. Македонците имаат најмала доверба и во војската. Речиси 51% од испитаниците кажале дека имаат доверба во војската. Останатите 41% кажале дека не имаат. Најголема доверба во националните армии повторно имаат финците со 95%, потоа данците и французите со 88%. Генерално во Европската унија доверба во војската имаат 75% од испитаните граѓани. 19% не имаат доверба, а 6% се без став по ова прашање, покажуваат податоците на Евробарометар, што ги пренесува Ал Джазира и Балтик Таймс. Истражувањето на Евробарометар е спроведено во мај годинава и се направени споредби со истражувањето од ноември минатата година. Министерот за надворешни работи Никола Димитров ја преживеа интерпелацијата. Точно на полноќ пратениците гласа. Против предложената интерпелација беа 56 пратеници, 43 гласа за. Интерпелацијата ја поднесоа пратеници од ВМРО ДПМН. Пратениците денеска ќе расправаат по предложените интерпелации за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Пратениците Иловски, Мицевски, Димовски, Пемова и Манчев од ВМРО ДПМН се поднесители на интерпелацијата за министерот за земјоделство. Тие сметаат дека Николов нема капацитет да се справи со настанатата ситуација на терен. Пратениците на ВМРО ДПМН Ѓорчев, Ласовска, Стевананџија, Митовска и Честојнова се поднесители на иницијативата за интерпелација на министерката Царовска. Причините за интерпелација се стратегијата за мигранти, бегалци и странци 2017-2027, како и акцискиот план со 71 проект за мигранти, странци и бегалци во Република Македонија само во 2017 година. Пратениците од ВМРО ДПМН интерпелација имаат поднесено и за министрите Драган Тевдовски за финансии, за култура Роберта Ладјозовски и за здравство Арбен Таравари, кој без разлика како ќе помине гласањето, најави дека ќе даде оставка на функцијата поради трката за градоначалничко место во општина Гостивар. Силно невреме во Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија. Црвен метеоаларм со предупредување од поплави бил издаден долж брегот на Јадранското море во Хрватска. Загреб и островот Хвар се најпогодени. 200 литри дожд на метар квадратен наврнало во Загреб. Тамошните медиуми пренесуваат за поплавени болници, трговски центри и индивидуални куќи. Прекинато било електричното напојување. Силниот ветар уривал стебла и оштетил многу покриви во Сараево. Тука речиси 1 час врнело обилен дожд, што било причина за сообраќајен метеж. Федералниот хидрометеоролошки завод на Босна и Херцеговина издал портокалово предупредување за појава на засилен ветар. Невреме вчера го погоди и Белград и повеќе градови во Србија. Во Нови Пазар паѓало град со големина на орев. Температурата на воздухот во Белград за само 1 час се намалила за 10 степени, односно 29 паднала на 19 степени Целзиусови.
Ракетните тестирања се причина Советот за безбедност на Обединетите нации да усвои резолуција со која се заоструваат санкциите против Северна Кореја. Резолуцијата била поддржана и од Русија и од Кина, пренесува BBC. Одлуката за зајакнување на санкциите против Северна Кореја е донесена едногласно и се состои од забрана за извоз на јаглен, олово и морски плодови. Во последните 11 години поради ракетната и нуклеарната програма на Северна Кореја, Советот за безбедност при Обединетите нации има донесено 9 резолуции со санкции. Пјонгјанг тврди дека има произведено хидрогенска бомба и постојано се заканува дека ќе ги нападне Соединетите американски држави. Денес имавме променливо облачно време, проследено со умерен до засилен ветер од западен и југозападен правец. Увентексот изнесуваше 6. Се извинувам. Утринската температура се движеше од 13 до 19 степени, а дневната достигна до 33 степени. Ова е последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието.